Завршија археолошките истражувања на Китино Кале, кои изминатите 3 недели се изведуваа на неколку локации на овој познат кичевски локалитет. Носител на проектот е Националната установа Археолошки музеј на Македонија во соработка со јавната научна установа Институт за старословенска култура од Прилеп, а е финансиран преку програмата за капитални проекти на владата на Република Македонија и координиран од Управата за заштита на културното наследство. Во овие истражувања на 3 локации се утврдуваа границите на археолошкиот локалитет и неговите контактни зони. Беше извршено откривање на археолошките структури, односно остатоци, како и добивање податоци за стратографијата и карактерот на наоѓалиштето, како и за самите наоди. Претходно, минатата година, на овој локалитет се вршеше сондажа на 2 локации, што траеше околу 2 недели. Во моментот се вршат сондажни археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Китино Кале, се со цел за утврдување на границите, контактните зони, вертикалната стратиграфија, како и културната припадност на самиот локалитет. Така да со овие сондажни археолошки истражувања ќе се во иднина ќе се направи план за подетални систематски истражувања на целата тврдина, се со цел нејзино идно конзервирање и реставрирање и уредување како еден археолошки парк. Во текот на есента се работеше на 2 пункта на Калето, на кои беа откриени културни остатоци од праисторијата енеолит па до турското средновековие со главен акцент на доцната антика, 6 век и средниот, односно 12 и 13 век. Истражувани беа архитектонски остатоци од југозападните и североисточните делови на Бедемот, Портата и североисточната Кула. Ангажирани беа поголем број археолози кои работеа и на дооткривање на бедемските ѕидови во функција на нивно идно конзервирање и реставрирање. Артефактите пронајдени при минатогодишните истражувања се депонирани во Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје. Музеот Западна Македонија во Нов од Кичево во најскоро време најавува изградба на депо каде што ќе бидат изложени сите пронајдени артефакти на Китиното Кале.